Денес кога лижеш на площад те гледаат 100 пара очи. Од карши, оној анемичниот ченто ти се закануе со тоа прсто дугачо као крастајца и ти вика: мали, ако многу лижеш ќе те фати грло. Ја еднаш така лижев и ме фати грло. Па ако ми се направи еден оток, голи оток. А од другава страна, цар Самуил седнал на она домаќинска на фотелја, те гледа и ти вика: дечки, за колку го лижеш? А оваа шмизлава од улица Македонија му дофрлуе: лиле, чичо Самуил, да знаеш само ја колку сум по лижењето. И таман си направил чекор или два да киднеш, која на тебе се надвиснал Александар со тоа... Пардон. Над тебе се надвиснал воинот на конј со тоа сатарот, те були у сладоледот и ти вика: еј, брате, само да знаеш у мое време како се лижеше. Па шо имав едни генерали, па само да знаеш тие како лижеа боц. Али Букефал мој уопште не беше по лижењето боц буки. Он ги јадеше исклучиво корнетите. Бегај бе, му викам и тргнем да си одам, која па го слушам војнот на конј зад мене ми вика: чекај, брате, а бакнеш? Ја, па да ми го бапнеш. Абе, да си немаш работа со тако воин на конј, бе. Оти знаете како рекле нашите: подобро змија да те апне, отколку воинот на конј да ти го... Абе, шо воинот на конј, бе? Замисли конјот да ти го бапне. Баш пред некој ден се шетам на площад и вака од спротива го гледам овој новинаров со големиот стомак, што носи мајци Македонија до Гренланд. А има уште една мајца ги менја. На неја пишуе: вчера у Брисел јадев купус кисел. И иде така среќен из площад, го испрчил тоа стомакот и ја му викам: викам, знам зашо си весел. Си се подмачкал ти со кинеска маст. А он крева рука вака и ми вика: Мирка ми ја даде. И така, ја, он и таа Мирка решивме да основаме Сдружение на обожаватели на кинеска маст. И толку му се допадна идејава на овој новинаров, што рече емисија ќе направи ако треба. Бел мантил кој ќе видам, ме боли. Кломпи која ќе слушнам, ме боли. Плаво картонче да видам, абе одма несвестица ме фаќа. Ми фали уште министерот за здравство и да си побарам јаже и да се обесам на една од оние врбине што Коце планира да ги засади у Вардар за 80.000 евра по комат. Абе, нормален ли е, беј? Па толку невработен имаме у држава, боле да земе еден невработен, да го засади у Вардар, да му дае 200 евра месечна плата. Па нема таква врба на светот што ќе биде пожална од тој засадениот. Опа, шо ти е руска медицина? Нема трте мрте, има само трте. Ви слечет гол. Викам: докторе, да изоблечам маицава, патикиви и чорапиве. Нет, ти слечет тотално гол. Викам: ова е тотално отиден. Абе, викам, замисли Путин да имаше хемороиди, а сигурно има, пошто знам дека се добивале на нервна база. А Путин многу се нервира кога ќе поминат месец дена, а нема да затвори некој од рускиве тајкуни што не му плаќаат рекет. Мислам, исто е како кај нас, потпуно. И замисли Путин така со хемороиди да отиде кај овој доктор Винокуров, која е сега, и доктор Винокуров да му рече: товариш Путин, так, буде све нормално, ви слечет гол. Каде бе на Путин ви слечет гол, бе?
Па Путин тепа мечки. Путин фаќа змии со голи раце. Путин дњури. Путин вози точак. Путин слуша техно. Каде бе на Путин висле чет гол бе? Знаеш ли бе, докторе Винокуров, шо ќе ти се случи ако ти на Путин му кажеш висле чет гол? Па има да те снема бе до пролет. Цела зима ќе бидеш маскиран у снешко. Ке те најда дури у јуни месец кога ќе почне да се топи тоа снегот и у руските вестници ќе пишуе: пронајден доктор Винокуров у ноември излегол да купи цигари, али пошто било многу ладно, застанал да припали една и станал снешко. Јеби да, Русија ладна е таа. Планињето во Македонија. Фатил дедо пичица горе на галичица. Ја однел на јабланица, ја најал со гибаница. За стебло на кораб ја врзал со чорап, а кога ја однел на шара, ја направил попара. Штом дедо боцна путе на шара, тргна веднаш кон Солунска глава, да наостри долга, аш има здрава, на девица росна да ја го клава. Па на вардарот слезе спотнат и стресен, виде момиче со струк тесен. Ја истресе дедо од гашти сета, кон голак летна да вјане селанка клета. Но попат скршна до славното нидже, да сретне кршно моме Хатидже. Дедо работел меѓу релаксирани меѓуетнички односи, толеранција. Да видиме што се случило со Хатидже. Хатидже пишти, моли и гребе: остај ме, дедо, да дојдам на себе. Па дедо ја смени со висока слаба, крај студен поток на планината Баба. Зеде дедо двоглед во рака, да најде дунде што му се сака. На беласица ја сретна оно јоко, смежурана грда и со едно око. Море, дедо, рече Јоко, жена бев на Ленон Џон, ако ми го клаваш, клај ми го без кондом. В колиба стара, негде на бистра, клечи моме се моли на Христа. Наврата дедо 3 пати тропна, таа го пушти, тој и го опна. Пискотници се слушна од Галичник до река, над Велестово стојна деда го чека. Стојне, стојне, по тебе горам, слечи гашти за да те орам. Појде дедо и на Битолско бајро, циганчица јадра си го виде ајро. Ја крена дедо со сета сила, од кревањето тешко го фати кила. Искилавен сиот зеде да кочи и ташаци да лади во пелистерски очи. Makedonski narod.